Кога фалбите и реалноста ќе се разидат, тогаш на јавноста и преостанува да се чуди како тоа општината последните години котира високо според транспарентноста, а народот поима нема или не е информиран што се случува со суштинските информации. Например, веројатно на прсти може да се избројат луѓето кои знаат за колку пари се продадоа парцелите за фотоволтаици во Драчевик, бидејќи општинската власт не ги информираше за таа капитална сделка. Граѓаните немаше да бидат соодветно информирани ниту за цената на уредување на градскиот парк, ако не беше телевизија Кочани. Никој правовремено не соопшти дека нема да се гради пешачкиот мост, ниту слегувачките степеници до речното корито. Во Кочани се уште ниту општината, иако ненадлежна, ниту медиумите информирале за колку пари се продадоа објектите на монополот и што со нив. Не толку за цената, колку заради тоа што таму работеле генерации кочанци кои ги врзуваат емотивни спомени за времињата и годините поминати во фирмата, па ги интересира продажбата на нивната некогашна екзистенција. Кочанчани не знаат дали и кога ќе се изгради браната Речани, ниту што ќе биде со спортско-рекреативниот центар Водик, изградбата на бански комплекс, искористување и ефектуирање на геотермална вода. Наеднаш секна информациите кој и со каков интензитет ги црпи топлите води од скапиот бунарски систем кај Подлог. Граѓаните кои очекуваат суштински информации се прашуваат до кога локалните медиуми ќе ги бомбардираат со асфалтирани улички, поправени тротоари, бетонирани подпорни ѕидови и други секојдневни активности, иако е јасно дека новинарите како такви не се виновни за состојбата во која се доведени.